Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Без зборови, учениците стоеле на планината и гледале кон небото. Само пред еден миг Исус зборувал со нив и одеднаш тој бил вознесен на небото во облак и исчезнал пред нивните очи. Одненадеж пред нив застанале двајца мажи во бели облеки. Зошто гледате кон небото? Овој Исус ќе дојде повторно исто како што отиде на небото. Исус ќе дојде повторно. Зар тоа не е големото ветување кое го даде при неговата разделба? Вистина ли е дека Исус ќе дојде повторно? Да, во Библијата тој самиот го рече тоа. Одам да ви подготвам место и тогаш ќе дојдам повторно да ве однесам таму, за да можете секогаш да бидете со мене. Кога Исус ќе дојде повторно? Кога учениците го поставиле истото прашање, неговиот одговор беше: Не е важно дали го знаете датумот. Поважно е да не ме заборавите. Верувајте во мене и чекајте ме. Само Бог, Таткото, го знае времето кога ќе дојдам повторно. Исус сепак рекол дека можеме да препознаеме кога ќе дојде повторно. Тој рекол дека пред да се врати, ќе има војни и земјотреси. Кога ќе се случи тоа, нема да биде долго. А како ќе дојде Исус повторно? На облаците, нели? Добро слушнавте. Ќе дојде одеднаш. Ниту еден весник, ниту СМС нема да го објава тоа, но сите ќе го видат. Тие што го заборавиле и живееле без него, кои велат дека Исус нема да се врати, ќе бидат ужасно исплашени. А тие кои го сакаат и го чекаат, тие ќе бидат многу среќни и ќе одат со него во рајот. Дали јас сум на негова страна? Дали ти си на негова страна? Ова е најважното прашање досега. Бог сака сите да се определат за него и да одат во рајот затоа што не сака. Верувањето во Господ Исус е гаранција дека сме на негова страна. Исус ќе дојде повторно. Верувам дека нема да биде многу долго. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!